Добар ден во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Пред празнично денот исполнет со активности, во најавата се задржуваме на дел од нив. За грант од 3000 евра во репроматеријали и алати може да аплицираат занаечиите. Бенефици имаат самостојните вршители на занаечиска дејност. Лековите за акутните болести треба да се земат најдоцна 3 дена од добивањето на лекарскиот рецепт. За хронично болните лекарите предлагаат препишување месечна терапија. Од денес до петок Македонија е дел од кампањата на Европската Унија Биди активен, кој го промовира спортот и здравиот начин на живот. По повод Денот на независноста на Република Македонија, општина Штип и Црвениот крст денес организираа заедничка крводарителска акција. Освен заинтересираните граѓани, крв даруваа и вработените во општинската организација. Инаку до 16 часот се собрани 47 крвни единици. Според информации од доктор Натали Иванова при регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина во Штип, штипјани покажале голем интерес за крводарителската акција. До 12 часот и 30 минути биле собрани 30 единици крв. Голема благодарност до сите хумани луѓе кои издвоија време да дадат од својата драгоцена течност со која ќе спасат многу животи, не само од јавната администрација, туку и невработени и вработени во приватни фирми. Сите граѓани од Штип денес дојдоа и даруваат својата драгоцена течност. Илија Ќосевски, професор во Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов, иако по 5 пат денес даруваше крв, за Канал Плюс телевизија истакна дека се вклучува и ќе се вклучува во секоја наредна крводарителска акција. Убаво е да се помага колку што можеме. Сигурно на некому ќе му треба оваа капка крв. Да. Ги следиш сите крводарителски акции? Па не толку често, али која е поголема акција, тоа обавезно. Младиот Мики Станојков по 3 пат дарува крв, пред се знаејќи дека драгоцената течност ќе помогне да се спаси човечки живот. Па помогнеме на некој, нели? Може некој пат на нас ќе ни притреба, па за тоа најаќе. На акцијата присуствуваа и волонтери на општинската организација на Штипскиот Црвен крст. Да, ние волонтерите од Црвениот крст денес учествуваме на крводарителската акција и од Црвениот крст имаме пригодни поклони и благодарници за сите дарувачи на крв. Сепак голем број крводарители не чекаа да донираат крв само за време на крводарителските акции кои ги организира општинската организација на Црвениот крст во Штип. Доктор Натали Иванова истакнува дека во просториите на регионалниот центар на Институтот за трансфузиона медицина во Штип секојдневно доброволно доаѓаат хумани луѓе да даруваат дел од својата драгоцена течност. Доаѓаат во просек околу 10 дарители дневно и даруваат од својата крв. Таа крв потоа е наменета за пациенти кои што се на клиничка болница во Штип или пак во другите градови ако има потреба. Значи ние како регионален центар од Институтот за трансфузиона медицина ги снабдуваме сите болници кои се наоѓаат во Источна Македонија со крв. Никола Камчев, секретар на општинската организација на Црвен крст Штип, истакна дека ова е 30-та поред крводарителска акција во текот на 2015 година и најави нови крводарителски акции во текот на секој нареден месец. Од почетокот на септември скратени се роковите за подигање на лековите од аптеките. 3 дена е рокот на важност на лекарските рецепти за акутните болести. Лекарите ја поддржуваат оваа законска измена, а целта е да се ограничи потрошувачката на лекови онолку колку што е потребно за терапија. Земањето на лекарства за акутни заболувања, како на пример антибиотици, од месец септември претрпе нови измени. Новината е во тоа што овие рецепти имаат рок на важност од само 3 дена. Доколку пациентот во овој рок не го земе лекот, ќе се соочи со повторно одење на лекар и земање на нов рецепт. Акутната состојба бара веднаш земање на лекови. Скоро и не се задржуваат пациентите повеќе од 3 дена да ги земат ниту повеќе од 1 ден. Меѓутоа, онаму каде што очигледно не се веќе потребни после третиот ден,
идејата на законот е да ги спречи ваквите појави, да се непотребно да не се земаат тие лекови, така да сметаме дека тоа е една позитивна измена која нема да смета во процесот на работа. Додека пак за хроничните болни има повеќе видови на рецепти со различна важност. Ваквиот вид на рецепти може да го издадат субспецијалист, специјалист и тие може пациентот да ги зема во рок од 2 недели, во зависност од траење на терапијата и колку апчиња има во едно пакување, а најчесто се случува и терапијата да се повтори и повеќе пати во месецот. Во главном важењето на рецептите е оноку колку што има во пакетката по правило. Месечна терапија би требало да биде 30 до 31 ден, меѓутоа тоа е нешто што не го следат обично фармацеутските куките имаат пакување од 15 дена, 28 дена, 15 таблетки, 28 таблетки и заради тоа има една флексибилност за препишување на повеќе пати во месецот. Лекарите сметаат дека во интерес на пациентите со хронични заболувања најдобро би било да се воведе пракса рецептите да се издаваат и траат цел месец. За грант од 3000 евра во репроматеријали и алати може да аплицираат занечиите. Бенефиции имаат самостојните вршители на занечиска дејност. Во регионот интерес за овие неповратни средства од UNDP пројавуваат фризерските салони. Неповратен грант од 3000 евра можат да земат занаечиите. Ова субвенционирање е согласно програмата на Министерството за економија. Субвенционирањето на занаечи и вршители на занаечиска дејност ќе се врши преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари. За трошоци во оваа програма се сметаат трошоците за набавка на опрема и алат, уредување и подобрување на деловниот простор. Сите заинтересирани занаетчии можат да аплицираат и добијат материјали и роба, зависно за што се одлучиле да аплицираат. Ги советувам потоа да се регистрираат како самостојни занаетчи дуќан, бидејќи процедурата е многу поедноставна, ние работиме како еден шалтерски систем, побрзо ги упишуваме, само со еден потпис, една пријава се доаѓа до завршно до печат. Не само на овие, да речеме, апликанти, ги информираме сите занаетчи кои сакат самостојно да се отворат дуќан, значи да се регистрираат како самостоен занаетчи дуќан. Во регионот расте интересот на занаетчи, вели Крстев. Во последно време има интерес, повеќето бараат занаетчи кои се занимаваат со лични услуги, со сервисери, значи тоа се занаетчи. Само во штипот проектот UNDP се одобрени 14 проекти по 3000 евра, а досега само 5 се регистрирани како занаетчи, од кои еден фризер, еден лимар, шивач и еден за поправка на мобилни оператори. Во општина Пробишти подобрено е само на 9 физички лица, кои што земаат од проектот и пари, а 2 се регистрирани како занаетчи, бравар и бербер. Овој проект се повторува 3 пати во годинава, а проектот е финансиран од UNDP. Секој од занаетчиите кој сака да аплицира треба да има средно стручно образование и е пријавен во Агенцијата за вработување. На ниво на Република за овие субвенции досега аплицирале 533, а на ниво на регион 220 занаетчи. Општините Делчево и Пехчево денеска го одбележаа денот на нивното ослободување. Со положување свежо цвеќе пред бистата на Ванчо Китанов во Пехчево се оддаде почит на овој ден. Пехчево и Делчево денес го прославија своето ослободување од окупаторите. Во Пехчево со положување на свежо цвеќе пред бистата на Ванчо Китанов започна чествувањето на овој светол датум за пехчевци. Пред неговата биста се поклонија делегации од општина Пехчево, советници од Советот, политички партии и представници на локални институции, здруженија на граѓани и представници од Сојузот на борци. На свечената седница по повод денот на ослободувањето, свој говор одржа градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски, давајќи осврт за се она што е реализирано во градот и за граѓаните и секако честитајќи им го денот на ослободувањето на своите граѓани. Денеска е 7 септември, ден на градот, ден на ослободување на градот Пехчево. Во таа чест чествуваме, празнуваме, го празнуваме овој ден.
Би сакал да им го честитам денешниот празник на сите граѓани на општината, а воедно да искористам приликата и утрешниот ден, 8 септември, на сите граѓани на Република Македонија, кој што е ден на независноста на државата. Дека и малите места имаат потреба од промена и модернизација, изградувајќи се низ вековите, говорат и самите граѓани на општина Пехчево. Се трудиме, значи, во Пехчево да направиме едно убаво, солидно место за живење и за старите, и за децата, и за младите, така да еден од тие ентузијасти сум и јас, што сакам да помогнеме и за одржување на старата популација, меѓутоа и под младокот. Така да овие празници се момент кога треба да порачаме дека да изнајдеме начин за опстојување во нашите мали места, за да живеат, бидејќи тука животот не е лош. На свечената седница градоначалникот Поповски додели плакети и благодарници на своји сограѓани, кои дале свој придонес за градот и општината и помогнале за неговата промоција. Денес исто така, како свој патрон празник, 7 септември го празнува и детската градинка во Пехчево, која го носи името 7 септември. По тој повод, дечињата од оваа детска институција пред присутните на свечената седница приредија кратка културна програма. Вечерва во Домот на културата пак во Пехчево ќе се одржи манифестацијата Малешевско звонче, во која ќе настапат сите дечиња кои учествувале на оваа манифестација во градот Берово. Во градот Делчево свеченоста по повод денот на ослободувањето започна во попладневните часови со прием кај градоначалникот Шехтански, свечен коктел и со отварање на изложба на карикатура на македонски револуционери и војводи. Во 18 часот прославата продолжува со полагање на свежо цвеќе и со културно-уметничка програма пред спомен плочата на паднатите борци во Народно-ослободителната војна. Буџетски форум ќе се спроведува во општина Делчево. Целта е на најтранспарентен начин со активно учество на граѓаните да се конципира општинскиот буџет за едната година. Планирани се 6 форумски сесии во Делчево, а до крајот на годината буџетски форум на истокот ќе има и во Пробишти и Пикарбинци. Општина Делчево ќе биде една од 10 општини што ќе спроведуваат буџетски форуми во рамки на програмата Форуми во заедницата во периодот од 2015-2016 година. Општина Делчево веќе има спроведено проектен форум и меѓуопштински форум, а буџетскиот форум ќе се спроведува со цел партиципативно и транспарентно изготвување на буџетот на општината за 2016 година и тоа заедно со граѓаните. Буџетскиот форум ќе се спроведува во 6 форумски сесии, од кои 5 форумски и една последователна, на која ќе се даде отчет за тоа како се спроведени проектите финансирани од општинскиот буџет. Проектите што се избрани за финансирање ќе бидат дел од општинскиот буџет, односно програма. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а е раководена од единицата за координација на форумите во соработка со заедницата на единиците на локалната самоуправа. Буџетските процеси Швајцарската агенција за развој и соработка ќе ги финансира без проектен фонд, а со средства неопходни за поддршка на форумскиот процес во општините. Од источниот регион, буџетски форум во периодот 2015-2016 година ќе спроведуваат и општините Пробишти и Пикарбинци. Македонија и оваа година се приклучува на Европската недела на спортот. Заедно со 28-те земји членки на Европската унија, вклучително и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Турција, ќе партиципира во глобалната манифестација за афирмација на спортот. И оваа година Македонија ќе биде дел од кампањата на Европската унија "Биди активен", со која се промовираат спортот и здравиот начин на живот. Учесници во предвидените активности од кампањата "Биди активен", што ќе се одржи од денес па се до петок, ќе бидат учениците од основните и средните училишта, како и студентите. И годинава Република Македонија ќе биде вклучена во големата кампања на Европската унија под наслов "Биди активен", односно "Би актив", со кој што се промовира спортот и здравиот начин на живот низ цела Европа. Владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади и спорт аплицираше до Европската комисија и доби грант за реализација на 2 проекти со кои што практично треба да се промовира спортскиот и здрав начин на живот. Ни беше особено задоволство
тоа што како Република Македонија сме единствена земја од регионов која што не е земја членка на Европската Унија, а е дел од промотивната активност за одбележување на Европската недела на спортот. Заедно со Агенцијата за млади и спорт во наредните неколку денови, како што впрочем истакна и директорот, ќе бидат реализирани неколку настани во кои што активно учество ќе земат ученици од основните и средните училишта. Целта на оваа кампања на Европската Унија е помасовно вклучување на младите во спортските активности. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата. Од ноќеска на полнок поевтинуваат бензините по 2 динари. Дизелот останува со истата цена. Цените на Евро Супер 95 и Евро Супер 98 се намалуваат по 2 динари за литар и 1 литар од овие горива ќе чини 62, односно 64 динари. Цената на Евро дизелот горивото останува иста и 1 литар дизел гориво ќе продолжи да се продава по 49 динари. Новите цени ќе важат следниве 2 седмици. Владеачката коалиција во Германија, предводена од Христијанската унија на канцеларката Ангела Меркел, одлучи да одвои 6 милиарди евра за прифаќање на бегалци и мигранти кои пристигнуваат во земјата, објавија германските медиуми. Околу 3 милиарди евра ќе бидат вклучени во националниот буџет за 2016 година, а други 3 милиарди ќе бидат потрошени за федералните покрајни и регионалните власти, за да им помогнат во надминувањето на тешката ситуација со новиот прилив на бегалци. Поголемиот дел од жителите на Велика Британија сметаат дека државата треба да ја напушти Европската Унија. Според најновите податоци, 51% од населението на Велика Британија е за излегување од Европската Унија. Преостанатите 49% се за останување, но треба да се истакне дека во јуни годинава мнозинството граѓани на Велика Британија беа за останување во Европската Унија. Организаторите на масовниот протест во Молдавија подигнаа шатори најавувајќи дека ќе останат таму се додека оставка не поднесе претседателот на државата и не бидат организирани предвремени избори. До овие барања дојде поради аферата за банкарска проневера на околу $1.000.000. Демонстрантите бараат оставка и на гувернерот на Народната банка на Молдавија. На протестот учествувале околу 60.000 луѓе. Оваа година во Германија се очекува да дојдат 800.000 луѓе, мигранти од Косово и Албанија, а некои имаат добри шанси и да се вработат. Со оглед на тоа дека во одредени сектори до 2020 година на Германија ќе бидат потребни 1,8 милиони нови работници. Сите бегалци и мигранти нема да може да останат во Германија, но инженерите, програмерите и техничарите ќе имаат шанса да конкурираат за работа, бидејќи токму во тие области во овој момент на германските компании им недостигаат 140.000 работници. Францускиот председател Франсуа Оланд одобри разузнавачки летови на француски авиони што ќе почнат утре, како дел од подготовката за воздушни напади против исламската држава во Сирија. Анкетите покажуваат дека овој потек на Оланд ќе биде популарен кај французите. 61% од нив би ја поддржале државата ако се одлучи за воздушни напади против исламската држава. Тројца штипјени ќе учествуваат во вториот дел од првата премиер лига во карате во Истанбул, Турција. Станува збор за Емил Павлов, Жарко Арсовски и Сашко Патраклиев. Конкуренцијата во премиер лигата е силна, бидејќи ќе настапуваат најдобрите светски каратисти. Но штипските представници се исклучително квалитетни и докажани спортисти, па очекувањата се дека тие добро ќе се пласираат во Турција. Најголеми очекувања има за Емил Павлов, бидејќи тој досега беше европски првак и трет на европските спортски игри кои се одржаа во Баку. Тренерот на Павлов, Жарко Арсовски, ќе ги брани боите на Мак Петрол, затоа што скопскиот клуб не сака да му издаде исписница, додека Сашко Патраклиев ќе ја брани честа на македонка. Поради повредата на европските игри во премиер лигата нема да учествува вториот освојувач на бронзен медал Мартин Несторовски. Кристијан Воденски продолжува да гази во грчко-римски стил. Тој е победник во детската лига на Хесен, Германија во категоријата до 26 килограми, откако со 8:6 го совлада германецот Мац Хагодорн.
9-годишниот Кристијан Воденски со ова докажа дека не заостанува ниту во борењето во грчко-римски стил. Тој со новата победа покажа дека е добро подготвен за претстојните натпревари што го очекуваат и во другите спортови. Инаку малиот Кико го очекува нова борба и тоа на 19 септември во Лимбург, Германија, каде ќе настапи на Европското првенство во бразилско џиу-џицу. Тој доби понуда да земе германско државенство, но се уште е цврсто решен да настапува под македонското знаме, бидејќи е сигурен дека ќе избори пласман за некои олимписки игри. Александар Георгиевски и Мартин Гоцевски беа јунаците на фудбалскиот клуб Брегалница кои што беа стрелци на вчерашниот натпревар кој што се одигра во рамки на второто коло од третата фудбалска лига Исток. На градскиот стадион во Делчево пред околу 500 љубители на фудбалот, Брегалница ја совлада Беласица од Струмица со 2:1. Натпревар во кој двете екипи имаа голем број на шанси за погодоци, но сепак 2:1 беше финалниот епилог од оваа средба. Она што е интересно да се потенцира за овој натпревар е тоа што публиката се враќа на градскиот стадион во Делчево, која што пројави интерес да го проследи дерби натпреварот од второто коло во третата фудбалска лига Исток. Во рамки на ова натпреварување фудбалерите на Осогово ја забележаа првата првенствена победа откако осоголовите на Паунов кој два пати прецизно стрелаш, Цветанов, Натков и Јаневски, како гости го совладаа Караменци со 5:2. Во второто коло главно победа славеа фаворитите. Овчеполе ја совлада Слога со 1:0. Со убедливи 7:0 Академија Пандев славеше на тимот на САС од Македонска Каменица. Напредок Здравје загуби на домашен терен од Штипски Баби со 1:2, додека во последниот натпревар фаворитот за влегување во втора лига Плачковица славеше на гости кај Работник со 2:0. Ова е се во дневникот во 16:30. Останете со нашата програма, вториот дневник е во 20 часот. Имајте пријатно попладне.